Почитувана јавност, почитувани колеги пратеници. Со оглед дека сте нова, ние имаме воспоставено еден интерен, би рекол, услов кога зборуваме да зборуваме со дискусии, со бројки и со изјави кои што биле соопштени директно од оние кои што се најповикани, а тоа се функционерите на власта. За да се вратиме малку назад, јас би сакал вас да ве прашам кој и кога ја воведе минималната плата и зошто. Мислам дека е фер да се каже дека тоа го направи ВМРО-ДПМН во 2012 година, заради тоа што во овие три најзагрозени индустрии платата беше 2.500 денари. Јас ќе ве потсетам на текстилните работнички во Тетекс, во Свети Николе, во Штип. Тогаш работодавачите даваат толкава плата и ВМРО-ДПМН се охрабри и го воведе овој концепт, но со една клучна разлика со тоа што ве молам не дофрлувајте, прецизен сум, ќе ви објаснам, можам до утре да ви одговарам на прашање, не е никаков проблем. Кога се работи за бројки сум тука секогаш кога е потребно за вас. Со дискусија со работодавачите, со сите оние комори, заради тоа што на крајот од денот минималната плата постои за да биде исплатена на работниците, а тоа единствено се почитува доколку нето износот на оној износ кој што ние го носиме во закон легне во џебот на работниците. Ние можеме сега тука, еве јас можам ноншалантно да излезам да речам, давам комисиски амандман, минималната плата да биде 30.000 денари и сите да го поддржиме и од утре тоа ќе влезе во сила, но сепак на крајот од денот треба да внимаваме дали тие средства ќе влезат во џебот на работниците. Сега заради тоа што рековме дека ќе бидеме прецизни, да го вратиме времето наназад пред 2017 година и да видиме што тогаш говорела тогашната опозиција. Радмила Шекеринска или еве Цветанка Ивановска. Колешката тогаш многу вака директно си кажала и вели, таа додаде дека целта на одредувањето на минимално примање е спречување на експлоатацијата и ублажување на сиромаштијата која во Македонија зема замав. И внимавајте, Цветанка Ивановска од ЦДСМ ова го кажала во 2012 година, кога минималната плата била 8.200 денари, а сега кога минималната плата треба да се покачи, од еднаш тоа не е експлоатација на трудот и тоа не е заради спречување на замавот на сиромаштијата која што во секој момент во Република Македонија расте. Понатаму, ви ја гледав вашата изјава од Сабајлето и морам да ви кажам дека можеби го почитувам вашето знаење, но не сте во право. Еве да не бидам подиректен, да кажам друг збор кој што го квалификува она кој што го напишале од Центарот за комуникации на СДСМ. Сега ќе ви кажам и зошто не сте во право. Вие сте кажале во изјавата дека треба да се почитуваат растот во другите дејности по колективните договори, но излезе почитуваниот колега Левков и вие, господине Левков, имате добро знаење од деловникот и правните регулативи во државата и знаете дека може со овој предлог на закон, а ќе ви објасниме и како ќе дојде нашиот амандман на ред, може да се дефинираат и платите и во другите дејности. Од аспект на платата во образованието, чувствувам дека некој мора да ви каже, да ве соочи со вистината, заради тоа што се обидувате да пуштате балон во јавноста. Еве и јас вас ве повикувам како вие нашто не повикувавте. Ајде да ја качиме платата на образовните работници, но при тоа да бидеме искрени, што е разликата во законските решенија. Сумата за наставниците е иста и во законското решение што го предлага ВМРО-ДПМН и тоа што го предлагате вие, но вие не сте искрени со јавноста и не кажувате дека во вашето предлог законско решение се укинува приправничкиот статус на наставниците, дека се укинуваат оние протоколи во образованието со кои што се стигнува до статус од приправник наставник до наставник и дека ја укинувате таа комисија која што треба да одлучи за приправниот статус. И зошто тоа го правите? Заради тоа што сакате вашите наставници кои што се примени во изминативе 4 години на работа, без никаков закон или контрола на квалитет во образованието, да им дадете решенија. А апропо на тоа, колешке, ве молам, заради тоа што вие бевте шефица на кабинетот на Мила Царовска, да излезете и да ни кажете на кој ранкинг сме по Шангајската листа на универзитетите. Ве молам, кажете го. Во кое време, не, јас сум спремен за тоа. Сега ќе ви кажам и за тоа. Кое време бевме кога ВМРО-ДПМН ја напушти власта, а кое време сме сега тука? И сега се поставува прашањето зошто е тоа така. Еве јас ќе се повикам на една ваша реченица. Тука сме пред арената на јавноста, поверете, излезете и кажете дека лажам. Мислам дека првото ваше собраниско изјаснување беше нешто поврзано со образованието, каде што вие рековте дека континуирано бележиме слаби резултати во ПИЗа тестирањето.
Вистина беше така. Сега се поставува логичното прашањето. Зошто е тоа така ако имаме заселен квалитет во образованието? Сега, ние ако ги укинеме овие комисии и овие приправнички статуси, односно она предзнаење, прочитајте го законот, ве молам, прочитајте го законот, не сте во право и не знаете. Ако ги укинеме сите тие филтри за добивање на статус на наставник, тогаш нас образованието ќе продолжи да ни паѓа и ние ќе се наоѓаме на работите на кои што се наоѓаме сега. Така да ве молам да разговараме со бројки, ве молам да разговараме со аргументи, ве молам да ги соочуваме аргументите и слободно и ве повикувам за доброто на дебатата, повикувајте се на изјави кои што ги дале можеби функционери на ВМРО-ДПМН или можеби пратеници од овој состав, па ќе дебатираме и ќе разговараме до Сабајле. Но еве, почекајте да го видите нашиот амандман. Ние нудиме многу конкретни, многу директни решенија за овие проблеми кои што вие велите дека не може, дека ние треба никого да прашаме или да дискутираме, и сме прашали, дискутираме и ќе видите како, па тука има правници помеѓу нас, нека излезат, нека кажат дали амандманот на ВМРО-ДПМН е правно неиздржан или не. Благодарам.